Многу е, ке речев, детска позиција, ама ќе ги навредев децата. Мислам дека имаме многу да учиме од децата: радување, чиста мисла, емпатија. Ова е една таква конфузија. Значи, они велат, ги сакам, ќе си ги бирам последиците. Ми се допаѓа последицата од Преспанскиот договор, членство во НАТО. Таа ќе си ја задржам, ама договорот не ми се допаѓа. Епа, ако ја тргнете причината, ќе ја нема и последицата. Нашето НАТО членство е директна, правна и политичка последица на решавањето на проблемот со Грција, односно на Преспанскиот договор. Ако го тргнеме Преспанскиот договор, ќе ја нема ни последицата. Не можете таква конфузна порака да. Второ, враќањето назад што значи? Можно е да има сили и на другата страна од границата кои што би сакале таа работа да. Значи, тоа значи дека ќе се врати поранешна Југословенска република Македонија. Па нашата ракометна репрезентација ќе настапува како репрезентација на поранешна Југословенска република Македонија. Тоа значи дека договори нема да можеме да подпишуваме со македонски јазик. Туку ќе биде официјалниот јазик на поранешна Југословенска република Македонија. Значи, нечесно е во однос на нереалноста и нелогичноста. Не ја сакам причината, ама ја сакам последицата. Но има граѓани на кои што им се допаѓа тоа, сакаат да го слушаат тоа. Бидејќи не им се допаѓа Преспанскиот договор, сакаат да слушаат дека има политичка структура во државата која што вели дека Преспанскиот договор не чини, ќе се обидеме да ја вратиме состојбата назад. Тогаш треба честно да се каже се, тогаш треба да се каже ќе се го вратиме и поранешна Југословенска република Македонија, ќе баталиме НАТО членство, ќе заборавиме и на Европската Унија, бидејќи таму ќе си ја имаме истата пречка, ќе почнеме да се караме со соседите, па спомениците што тие се нови, ама одбележуваат времиња и луѓе од пред 1000 или повеќе години, ќе се бавиме со тие споменици и со тоа време, а не со денес и не со утре. Тоа барем би била една почестна позиција, или пореална. Против сме за ова, против сме за ова, против. Сега, какви ќе бидат последиците по нашата татковина од една таква политика? Дали ќе бидеме стабилни, каде ќе бидеме за 10 години и така натаму? Дали тоа треба да се ја разработат таа. Значи има голема нечестност во целото тоа.